9 е часот и 40 минути и се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и веќе полека но сигурно дојдовме до последниот предвиден разговор за ова утро. Јас само вака ќе најавам, девојки и дечки, млади и стари, грумфови и Ален Фордовци и Загорци, може би сгрешив, го најавуваме првото издание на Стрип Трип фестивалот, кој што ќе се случува на 17 и 18 јуни во МКЦ. Ова утро наши и ваши гости се стрип сценаристи. Веднаш до мене господинот Давор Драмиќанин и Ивица Дуковски и двајцата стрип сценаристи и дел од организациониот тим на Стрип Трип фестивалот, кој што ќе се случува, како што кажавме, идниот викенд, сабота и недела во МКЦ. Ви благодарам што прифативте да сте наши гости ова утро, што ја прифативте нашата покана. Поводот за вашето гостување е фестивалот. Веднаш некако се наметнува првото прашање, што ќе имаат сите оние љубители на стрипови, што ќе имаат можност да погледнат овие 2 дена во МКЦ. Здраво, фала на поканата, задоволството е наше. Стрип Трип е првиот... Патување, така? Така би му дошло стрип патување. Баш патување. Обид да се воведе стрип фестивал во Скопје, нешто што ни не достигаше во градов, па и во државава. Со првото издание планираме да направиме шареноликост, да речеме, да не биде само презентација на стрипови, само изложба, туку ќе биде и микс со повеќе предавања на голем дел од гостите, со презентации на многу од македонските изданија, а сето тоа дополнето со многу можност за визуелно да им го доловиме стрипот на гостите, не само преку стрип таблите, туку и со по-забавни моменти. Секако целиот фестивал, освен стрипови, ќе има и дополнителни забави. Едната вечер има и музичка финиширање со концерт, другата вечер завршуваме со стрипски филм, измеѓу многу трибини, панели, дискусии и секако многу стрипови и една стрип берз. Почнува 17 сабота и недела. Во колку часот да ги поканиме сите љубители на стрипови, не е дека ги има малце во Македонија, значи може да дојдат од секаде, од цела Македонија. Во колку часот почнува фестивалот? Веќе тој дел кој што не е со предавање. Да, 2 дена мислам дека од 12 веќе се отворени вратите. Влезот се плаќа и не, бесплатен е влезот, така што неаме да мора да се почне од 12. Цел ден ќе има програма, цел ден ќе има активности, така што некој да улети покасно ќе фати дел од забавата што ќе биде. Дали ќе можат љубителите на стрип да си купат некое издание, некоја колекција? Дефинитивно. Ќе има стрип берза и 2 дена, почнувајќи од 12 часот, мислам дока 3, 4. Не знам точно се сетам, ама ќе биде. Ќе биде понеделник целостата агенда, меѓутоа ќе има можност да се купат стрипови од различни издавачи, од авторите кои што ќе бидат присутни во текот на целиот викенд. Доста од стриповите, мислам, сите од овие ќе бидат достапни. Изложени, така. Да, ќе бидат изложени. Оно што е битно е тоа дека постојано ќе бидат наоколу сите цртачи, сценаристи, издавачи, ќе биде навистина голема забава. Ќе има автори од повеќе различни генерации. Ќе биде тука Димана, значи како еден представник од постарата генерација кој што практично е легенда на македонскиот стрип. Доаѓа од тука? Макнаш, така? Добре, не се разбира многу од стрипови. Диме Иванов Димано. Имате и од гости од соседна Србија, така? Да, оваа година како за прв фестивал и како за со поскромен буџет не можевме да стигнеме до подалеку од Балканов, па срекни сме што успеавме да стигнеме до двајца од најактивните стрип автори. Едниот е Марко Стојановиќ од Лесковац, кој што има еден балкански феномен, да го кажеме, стрип серијал Вековници, на кој што соработувал со преку 20-30 различни автори, буквално од цел Балкан, Турција, Грција, Македонија, мислам 4-5 автори има соработувано и така натаму. Најсреќни на некој начин, така би кажал, дека доаѓа Стеван Субич, кој што е во моментов актуелен цртач за DC Comics и работи на еден дел од Бетмен универзумот, односно на Ридлер стриповите. И нашите македонски автори да си ги споменеме? Да.
А од наша страна, освен Димано што го спомнавме, кој што воедно ја добива и првата награда што се одлучивме да ја воведеме македонско стрип наследство, е крстена, за неговиот придонес што со години наназад многу од стрип цртачите, па и сценаристите имаат учено од неговите стрипови на некој начин. Доаѓа Михаил Димитриевски Тихемичо од Битола, како еден од нашите најуспешни автори, кој што е мултиталент и не е насочен само на стрип, туку што и да фати излегува убав производ од неговите. Тој има цртано и за вековници. Да. И сето тоа е заокружено со изложба на, да речеме, една група од автори што сакавме оваа година да ги представиме. Ќе бидат присутни Игор Јовчевски, Здравко Гиров, Ѓорѓе Јовановиќ, Јована Велинова, Тајња Вукобрат, Ласко Ѓуровски и една мала групација на млади таленти кои што сега почнуваат со цртање стрипови, Парагон Комикс. Така што гледавме да направиме и самата фестивал да е како во некој круг при движење, настани и прошетки, ама и самата приказна да има некоја заокружена целина од млади таленти, активни автори и да речеме пензионирани, иако не се пензионирани, да ја направиме таква некоја целина на да ја заокружиме приказната. Јас би ја замолила режијата, имаме веќе подготвено и инсерти, сепак да видат нашите гледачи за што станува збор. Вие може да си зборуваме додека си одат еве Стрип Трип фестивалот, додека си одат инсертите. Мора да напоменам, имаме преубав постер направен од нашиот уметник Гоце Илиевски. Да. Баш фан факт се работеше некој од Лименки и многу оригинален карактер добивме да ни биде представник, да речеме, визуелен представник на фестивалот. Така. Има фестивалот на вистина голема програма. Двата дена ви се, можам да кажам, со голема и добра агенда. Имате доста учесници и македонски и еве како што кажавте, бидејќи е прв пат нели од Балканот, зашто не и понатаму планирате ли можеби да прерасне овој фестивал во традиција? Бебешки чекори, baby steps. Да, не година по година, значи так, како што полека, кажа, имаме убав избор на автори македонски, странски од повеќе генерации. Оно што не знам дали го спомна е дека ќе бидат представени на убава голема изложба која што ќе покрива наистина добар дел од нивното творештво. Освен нив, ќе има презентации и исто така за актуелните дела на Дарко Богданов, на Ника Гавровска. Дополнително ќе има дискусија за стрипот, за историјата на стрипот, за македонскиот, балканскиот стрип, Бошко Караджа и Александар Стеванов. Така што тие практично поставуваат основата за стрип фестивалот оваа година, меѓутоа идејата сека година да има понатаму и постепено да се шири, да расте. Ние веќе дискутираме за тоа што би било понатаму, веќе имаме планови, меѓутоа не сакаме да отвориме уста затоа што да заврши се. Не, да. до 19. Вие сте двајцата стрип сценаристи. Да. Ме интересира, се надам, верувам дека нашите гледачи ги интересира како изгледа, како се создава еден македонски стрип. Па, навистина зависи од почетната идеја така? И од инспирацијата. Да. Сега дека почнувам, меѓутоа понатаму зависи и од комбинацијата на желба, енергија, време во моментот. Некогаш може да биде за 2 дена, некогаш може да биде со месеци. Секој цртач си има своје темпо на работа. Некои цртачи како Игор Јовчевски, например, се способни да цртат прекрасни табли на лице место. Кога Игор Јовчевски го промовираше неговиот стрип на Скопскиот сајам за книги, имаше долга редица која што чекаше за неговиот стрип, затоа што секој од нив подпишуваше со убав прекрасен цртеж. Тој и денеска ќе промовира неговиот стрип во Глуво куче, меѓутоа ќе биде и наредниот викенд ќе биде присутен таму. Еден стрип не може да го создаде само стрип сценарист, потребен е да има и цртач, така, значи сепак е тимска работа. Да. Стрип сценарист и, како го викате стручно, стрип цртач или како? Стрип цртач, илустратор. Илустратор, така. Добро, вие двајцата, Давор има свој, тоа е Тим Еко, имаш своје, како да кажам, стрип, нели? Стрип албум, да. Стрип албум. Еве, јас еве вака ќе го покажам, може да се види и овој Тим Еко ќе биде представен на првиот фестивалски ден, да, така? Да, имаме презентација на стрип албумот Тим Еко, кој што е работен заедно со Здравко Гиров како цртач,
Па дури приказната ние со него кога соработуваме не може стрикно да си ги поделиме улогите. Заедно ми размислуваме на тема идеја, како би ја поставиле приказната. Јас му помагам од техничкиот аспект, кој ќе постави, ќе нацрта, па сега доаѓа дел се на англиски летеринг, балони, текст, метнување, припрема за печат. Така што како екипа сме уиграни долги години. Успеавме да споиме 2 епизоди од Тим Еко во овој стрип албум. Работен е по стартна идеја на Екосвес, кој што сака да пристапат кон проблемите со нашата природа на поинаков начин. Затоа дојде и потребата да измислиме нови суперхерои, кои што ги крстивме Тим Еко, нели, многу јасно. И сите тие, за почеток се 3, но во наредни епизоди ќе се прошири тимот. Сите имаат мојки базирани на природата. Солар е поврзан со сонце, Виора е со ветер, Геомен е со земјата. Сите Геомен е, например, Ѓорги, Виола е Виолета, така што се наши имиња, наши ликови делуваат на нашиве простори. Не само, мислам, они делуваат и низ цел универзум, ама начално во приказниве се во Македонија и ги долго време сте Макет. во стриповите, нели, навлезени во стрипот. Ме интересира, имате сигурно сознанија, каков е интересот на македонската публика, имате ли читачка публика? Дали повеќе се читаат овие познативе Загор, Алан Форд, или вие македонските автори, дали вие сте читани од нашата публика? Загор и Дилан Дог, мислам дека се продаваат како алба се уште. Да. Мислам Бункер би можеле да потврдат тоа. Во однос на она што се продава, би го спомнал, например, Стармен, кој што Бункер го објави минатата година, кој што беше посветен на Девид Бови. Мислам дека тој се распродаде многу брзо. Од аспект пак на македонските автори, навистина зависи од тоа до кој степен се етаблирани. Некои како Здравко Гиров и Драмиќанин, мислам дека многу брзо се разграбува. Игор Јовчевски исто така, значи збориме за Кантана. Меѓутоа, да кажеме дека се уште е нешто што се гради и убава работа. Дали можеби македонската публика не знае доволно за дека постојат македонски стрипови? Дали тука можеби Ја не би ги ставил на искантар двете, затоа што едното е комерцијален производ со масовна продукција, а другото е повеќе со авторски печат. Сепак ние сме мала земја со мал таргет и не може да имаме, за жал барем, се уште, голема мас продукција како што стрипот е индустрија во цел свет веќе. Ама од друга страна, ја например лично за некои од работите кај што сум бил вклучен, морам да признам дека сум изненаден од интересот за македонскиот стрип. Да, не можеме да бидеме на ниво на Загор и Дилан Дог, но од друга страна Ајвар Меневе како еден од моите најпознати албуми кои што го направивме со Јовчевски, е најбрзо распродаден и се бара број повеќе, а никаде го нема. Што покажува каков е интересот. Јас немам за репринт најбрзо што може. Јас немам за поклони. Давор, вие сте подпредседател на Мак Стрип. Мак Стрипови, да. Мак Стрипови здружение, со кое што има цел да ја промовира стрип културата во Македонија. Кои се активностите? Мак Стрипови настана како продолжеток на поранешните форуми и стрип заедницата која што беше собрана на едно место, па дел од авторите формиравме здружение со желба да ја промовираме деветата уметност. Како најактивни членови сме со Здравко Гиров и најчесто таргетот ни е насочен кон младите таленти. Гледаме повеќе да имаме стрип работилници и стрип школи за основци и средношколци и за поголемите, но најмногу таргетот ни е на децата. Се трудиме да ја пренесеме и љубовта, не само љубовта, и знаењето што го имаме стекнато во стрипови. И мора да кажем дека сум оптимист, дека младината ни е креативна, треба само поттик да им се даде за многу работи. Значи имаме и читачи и цртачи. Така, во младината. Двајцата учествувате на фестивалот, рековме Давор со Тим Еко. Ивица, исто
Така, заедно со колега, така, на фестивалот? Да. Имате ваш стрип? Значи, јас главно се работувам со Владимир Благоевиќ Владодлак, со него имаме веќе објавено 5 стрипа. Тој во моментов го довршува и најновиот Патот на старите богови, кој што се надевам дека ќе го промовираме сега на фестивалот. Меѓутоа, освен таа промоција, јас ќе бидам модератор на 4 панели, Владодлак ќе пушта и музика за време на настанот. Ќе биде доста забавно. На што работите во моментот? Се подготвува ли некој стрип од вашата стрип работилница? Да, Тим Еко ја добива, треба да ја добие епизода 3, во моментов ја размислуваме, ќе биде поврзана со проблемите со реките во нашата животна средина, така што првиот не основачки супер јунак освен овие тројца што ги спомнав, ќе биде на база на вода. Така што полека сите елементи од природата ќе ги додадеме во тимот. Така што тоа е... Има име? Веќе? Се уште е рано. Нешто во врска со вода, како Аквамен, нешто така. Ама на македонски. Може и во голем град да му биде тајната база. Ќе видиме нешто добро. така. Значи не откриваме се. Да. Ивица? Значи, прво основно морам да кажам дека едва чекам се што ќе изведат Давор и Здраве. Здраве, навистина, кога станува збор за акција, суперхеројска акција особено, е врв. Значи, тоа македонски, балкански, светски, се тоа споено. Оно што ние го работиме со Владо, како што кажаве, Патот на старите богови, работиме на продолжение на неонски ноќи. Тоа навистина зависи од колку брзо ќе го завршим текстот главно. Ви благодарам што ни бевте гости ова утро. Јас мислам дека исцрпевме се. Ако нешто можеби треба да кажете, јас не ве прашав, може слободно да си кажете. Уште еднаш да го најавиме вашиот фестивал, да ги поканиме сите оние влюбеници во убавиот македонски стрип, па и странски стрип. Повелете? Јас само би ставил акцент на гостувањето на Стеван Субич и се надевам дека неговите трибини, панел дискусии ќе бидат најпосетените на фестивалот, затоа што е автор кој што чекор по чекор од малиот Балкан стигна до светот. И еден само фан факт околу неговите дела, во последниве стрипови соработува со глумецот на ликот Ридлер од самиот филм, кој што продолжува да пишува приказни, значи од глумец станува стрип сценариста, за истиот лик што си го глуми Ридлер во последниот Бетмен стрип. Така што Стеван Субич со Пол Дано се автори на стрипот, така што Стеван Субич ќе има многу работи да ни сподели. Да. Ама имате и вие да се пофалите. Секако. Еве, Ивица убаво кажа дека сте па еден од најдобрите стрип цртачи, односно стрип сценаристи во Македонија. Така во права ли сум? Дефинитивно. Ако не и најдобар, нели? Како скромно, фала. Ви благодарам, Ивица и Давор, на гостувањето. Уште еднаш ние ќе ги потсетиме нашите гледачи во текот на нашите емисии да присуствуваат на овој прв македонски стрип-трип фестивал, кој што ќе се случува следниот викенд во Младинскиот културен центар на 17 и 18 јуни со почеток во 12 часот.